bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal той ке stane najmiliji. Slava ti, Gospodи Isuse Kriste, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde, da se sveti ime to Isusovo, da dojde carstvo to Tvoje. Carstvo to njegovo da dojde u Tvoje to srce, to je suštinata. Da bide, tukaj je ušte jedan moment, to je treći čekor, carstvo to, silata i slavata se njegovi, da dojde carstvo to Tvoje. Vo moje to srce i vo Tvoje to srce, carstvo to njegovo je vnatre, carstvo to Božjo veli Isuse vnatre vo nas. To je celata suština, kako da dojde carstvo to Božjo. Da se razbudi duhovnata priroda, telo to da mu služi na duhot. Duhot je bodar, neli? Telo to je slabo. Telo to je smrtno, pominato je. Podložno je na umiranje, na raspadanje. Dodeka Isus je pobedi smrta i ti vo Isus voskresnuvaš, odnosno se menuvaš od telesen čovjek. Od organina greva, od organina negovata pravednost, preminuvaš vo duhoven čovjek. I to može da se raskaže hristijanstvo, to je premino, telesen, star, padnat, grešen, satanski, djavolski, svojeglav, svojevoljno, blagočestije. Blagočestije, svojevoljno si tera po svoje, premin vo duhoven Isusov, sin Božji, sin na nasledstvo to, sotrudnik koji ravoti za carstvo to Božjo. To je problem. Problemot je kako nikogo na zemljata da ne narekuvaš tatko, a ti je vikat sveti oci tvrdoglavo. Znajte, čovjek od ne saka da se pokori, ne saka da se promeni, saka da tera po svoje, teraš jedan period ko će premineš od mladosta, od dete koji te se grižele roditelite vo svoje glav, samostalen, kako bi se reklo, автокефален, го трошиш животот, го трошиш времето на милост, потоа ќе почнеш да лелекаш и да овкаш Господе Исусе Христе, кој ќе сватиш дека срцето ти чука затоа што тој сака, духот на нашиот татко, дека ти не можеш ни да дишиш самиот. Ќе почне да ти откажуваат деловите од телото, ќе те наклукаат со апчиња, како на некој стар автомобил, и свесен стануваш дека ќе влезеш во земјата. Дека ќе одиш и потоа еден ден ќе треба да застанеш пред самокниот Бог, пред Исус Христос, да одговараш за своите постапки. Дека се плаќа овде. Другата приказна е Исус плаќа за тебе, те откупува од стариот човек, од старата сатанска природа, бидејќи штом си на земјата ти си паднат со сатаната. Нашата изворна природа е духовна. Знаете, и тоа е интересно дека телесниот човек не го разбира тоа. Како ќе го разбереш ти сега духот кога не го гледаш? Не си го видал, затоа вели блажени се оние што поверува, не видоа, поверува. Бидејќи апостолите видоа, не поверува, се разбега. Исплива овој стих, затоа што немаа дух. Затоа што духот не им беше расплан, затоа што беа крстени, искапени само во вода. И тука е целата приказна на христијанството. Тие мислат со надворешните обреди нешто ќе направат. Знаете, исплива овој стих, ништо нема. Телото ништо не помага. Духот е тој што оживува. Треба да оживееш во духот. Исплива овој стих од една поука. Видете, сум го запишал. Значи, тој ќе ти ги осветли. Тој е учителот. Кога е тој учителот, тој ти дава материјал учителски.
слегува во духот, ја Сабајле запишувам. Вчера имаше читање на Библија со сотрудниците. Еден стих исплива за црквата, односно за жената со 7 сопруга, со мажи, која нема пород. Што е тоа? Па тоа е црква. Без Исусов сотрудник, водач. Сите 7 мажи умреле, сите ќе умрат, тие се смртни, значи водачи, базирани на телесни моменти, и таа нема пород, бидејќи нема духовен. Ние зборуваме за свадба, за жената, сме ние црквата, а Исус е младоженецот, тој поставува, тој е глава на црквата, тој става на глава на мажот, тој поставува маж, и потоа е жената црквата, глава на Исус е Отецот, тоа е своја цела суштина. Значи, сум го запишал, го зборував и отпосле ми се осветли во разбирливо со овој стих. Например, треба ли да се има почит, покорност, почит кон старешината на заедницата Исусова? Дали треба да го почитуваш или ти да си тераш самиот? Се разбира, одговорот е интересен. Ако е поставен од Исус, ако е вистински Исусов, да. И е воден од Духот, да. Ако не е поставен од Исус, ако е поставен од луѓе, од телесни деноминации, учел во библиски школи и така натаму, не. Не. Но како да разликуваш ти? Па мораш првин вистински да застанеш, да жеднеш за Исус, тој ќе ти покаже. Ние сите сме лутале, сме талкале од една во друга заедница, од православен во една техники таму на исцелување, со мастер, од мастер во станат пастор, па гледаш дека не функционира, подиш во една црква, па во друга, гледаш дека нешто недостасува. Тоа нешто што недостасува е присуство на Духот во мене, во тебе, во тој што ја води заедницата. Значи, ако е поставен од Исус и е воден од Духот, да, ако не е поставен од Исус, не. Но како? Еве ги стиховите. Ете, ќе направам некој од сатанската синагога. Тоа се лажни евреи, лажни христијани. Мислат дека се христијани, а не се. Да бидеш христијанин значи да му припаѓаш комплетно на Исус, со сето срце, сиот ум, сета душа, сета сила. Ќе направам некој од сатанската синагога, оние што велат дека се јудејци, а не се, туку лажат. Да дојдат и да се поклонат пред нозете твои и да познаат дека јас те засакав. Откровение 3.9. Духот му го вели ова на Јован. Значи, Јован е исто така слуга Исусов, сотрудник. Знаете, значи да му се поклонат нему од сатанската синагога, уште еднашка. Оние што велат дека се јудици, а не се, туку лажат, да дојдат и да се поклонат пред нозете твои и да познаат дека јас се засекав. Откровение 3.9. С Христов слуга ќе те крене, ќе рече стани, јас сум слуга како и јас. Но тој ќе те доведе до Исус. Се сеќавате, Исусовите ученици не можат да избркаат тепа нем дух, дух кој забранува да сведочиш, дух кој не ти дадува зборуваш. Обично нападите врз децата кои се обземени, му е затвора устата да не можеш да изговориш, и во сон нападите за Исус. Значи, учениците на Исус не можат да изгонат нем дух. Зошто? Тоа е добро прашање. Затоа што немаат дух. Затоа што немаат дух, и тој се истерува со пост и молитва. Да паднат, јас те засека во Откровение 3.2, а тој ќе ти рече стани, јас сум слуга. Јас сум слуга. Како и ти. Тој тоа ќе ти каже, но ќе те доведе до Исус, зашто не го носат до Исус. Тие сакаат да го исцелат. Треба да го донесеш до Исус. Доведете го кај мене, вели Исус. Друг препев, еве ќе видите што ќе им направам на припадниците на сатанското собрание. Тоа се големи телесни деноминации, поделени цркви. Тие лажговци кои тврдат дека се Божји народ, а не се. Значи, апостолите не можат да го изгонат тој нем дух. Исус вели, доведете го кај мене. Дали првин ги носиш кај Исус или ставаш раце и исцелуваш, наплаќаш терапии? Па првин велиш да платат 5000 денари, например, еве доаѓа во духот. Една пријателка, кај еден наш поранешен, ајде да речеш сотрудник, не сме работеле за иста работа, ние работиме за Исус, тој работел за себе, 5000 денари да влезе првин на некој апаратчиња таму, па пост, така. Инаку, молитвените терапии се бесплатни, не мораш да платиш 5000 денари. Пазете.
дека се Божи народ, а не се ќе ги натерам да дојдат кај вас и да клекнат на колена, за да сватат дека мојата љубов е спрема вас. 3:9. Таков некој ќе дојде, ќе клекне на колена и ќе бара помош, да му покаже што треба да направи за да се ослободи од гревот. Бидејќи е завладен од сатаната, не можете да му служите на Бога и на мамона. Значи, ќе им направам на припадниците на сатанското собрание тие лажговци кои тврдат дека се Божји народ, а не се. Тој вика свето православие. Видете, што е свето? Дејството на телесната заедница. Не, Исус е свет. Бидете светиот и јас сум свет. За да бидеш свет, ти треба да си комплетна припадност на Исус. И тамо само за Исус ќе зборуваш. Нема да славиш секого. Нема да правиш бесплодни обреди. Нема да наплаќаш. Нема да лажеш. Пазете, да сватиш Божи народ. Ќе ги направам на припадниците на сатанското собрание тие лажговци кои тврдат дека се Божи народ, а не се. Па гледаш дека се болни, безсилни, ќе натерам да дојдат кај вас да ви клекнат на колена, за да сватат дека мојата љубов е спрема вас. 3:9. Често кога се молам, некојаш велам на колена пред семокниот Бог. Видете, тоа е тој стих. Доаѓа тоа во духот. На колена пред семокниот Бог излегува и Сатана во името на Господ Исус Христос. Тоа е старешина. Значи, 3:9, Откровение, Исус во дух, мојата љубов е спрема вас, неговата љубов е спрема нас, и ако ти си му е дал се, ако си негов собственик, ако си негов сад за свечена или секојдневна употреба, Исус во духот зборува за Јован како за верен слуга. Нему да му се поклонат. Да, значи тоа е тоа старешина на заедница. Односот кон старешината на заедницата кога е во Исус е право пропорционален, што би се рекло, се размножува твојата дарба и сила ако твојата љубов кон Отецот, кон човекот кој ти ја води заедницата поставен од Исус, е изгладена како што треба. Тогаш ти нема да имаш амбиции да бидеш ти да исцелуваш, ти да зборуваш. Ако се споредиш на крајот, да видиш дали зборуваш од телото или од духот. Нему да му се поклонат на Јован како на верен слуга, а тој веднаш ќе рече стани, јас сум слуга како и ти. Тој е старешина, бранител на Евангелието, поставен од Исус. Јас сум поставен да го бранам Евангелието. Значи, пишано е дека Јован ја држи главата на градите на Исус, Јован 27:20. Тој е тој што го се излеа Евангелието пред него, односно Откровението, рече тој нема да умре додека не види. Тој го виде тоа што ќе биде и го раскажа, и тоа Откровение е пишувано во безвреме, односно во едно време, во единство на време простор. Нема таму време, простор, свест. Нема димензии. Тоа е духовна димензија и затоа е потешко за разбирање што е почеток, што е крај. Кога се случило, дали се случило или се уште се случува. Словото Божјо не се враќа празно, да паднат пред нозете на Јован како старешина, да клекнат пред него и да му се поклонат. Така треба да правиш и пред старешината. Но ако е тој во Исус, ако не е во Исус, се прави делопоклонство. И така ти тогаш имаш водачи на заедници телесни луѓе кои се над Исус. Тоа не е добро. Дека Исусовата љубов е кон вас, кон нас, дека Исус не засакал да познаат. Да познаеш. И веројатно ќе видиш дека дали има плодови дрвото што дава плод. Дали има проповеди, исцелувања, песни, јавни настапи, јавно сведочење. Да го познаат Исус во нас, во тебе. Тие не го гледаат Исус. Не можат да го видат Исус, самите гледаат во негов сотрудник, старешина, треба да го познаат. Уште ли не си ме познал, Филипе? Филип мислеше дека Исус е обичен сотрудник. Тој не знаеше. Покажи ни го Отецот и достание. Уште ли не си ме познал, синко? Еве стихови. Пазете, кој ги пишува овие проповеди? Не јас сум само сад. Го кажувам тоа постојано, искачи се овде, за да ти покажам што ќе се случува во иднина. Откровение 4:1, ете го тој дека нема да умре додека не го види.
Исус они мислеа дека тој нема да умре. Патите, суштински, ако е вистинско, сега секогаш ставам на човечки преданија. На островот Патмос, Јован влегува во гробот, по 3 дена го бараат, го нема. Зборувам секако сигурно. Дали е тој земен со тело е прашање, но само го зборувам. Во една друга книга, го нема тоа сега и засега, но може би го има. Јас не знам во тело или без тело. Бог знае, таткото знае. Искачи се овде за да ти покажам што ќе се случува во иднина. Откровение 4.1. Некогаш покажува такви работи. Го гледав светот како се распаѓа. Стојам на некое повисочко место. И светот се распаѓа како оние коцки слагалки, планини, реки се претопуваат, се слеваат во некоја маса материја. Луѓето врескаат сакаме дома. Ти си лош Бог. И тој ги пушта дома, се враќаат во материјалниот свет. На ново чистење, ново небо и нова земја. Неколку дена не можев да се свестам. Значи ми дава визии, сум видел визија, лежам, значи не спијам, видение, се вртива како еден круг над мојата глава и илјадници ангели со труби пеат и весели луѓе одат нагоре. Веднаш потоа ми дава друга слика како коридор, како една патека долга, оние ходници што се во аеродром. Сиви луѓе носат некои торби, влечат и молчат, одат сам. И јас прашувам што носат, тој вели ги носат своите гревови. Па се држам некога за рака, не гледам која и се испушти. И викам чекај. И ми вели доцна е веќе. Знаете, држиш некого за рака, му зборуваш. И тој се враќа на старото. Тој сака да се исцели. Не треба да го донесеш до Исус. Ако си долу во долината на сенка смртна, не можеш да видиш, да разбереш и да примиш. Ти си во дол, во сенка, во смртно тело, без Исус во срцето. Ти си во смртта, ти си мртов. Пази сега. Тоа е целата суштина. Остави ги мртвите. Остави ги да ги погребуваат своите мртовци. Кои се тие мртви? Па сите ти околу тебе без Исус. Треба да се слееш и да се претопиш во него. Ти си во дол, ти си во смртност. Ти си мртов без Исус во срцето. Значи треба да се претопиш во него, да те оживее во духот. Еве стихови зашто во Исус Христос ниту обрезанието има некаква сила. Ете ги тие телесни обреди што ги зборувам. Ниту не обрезанието, туку новото создание. Галатјаните 6.15, значи ново создание треба да бидеш. Тие зборуваат за Исус истите луѓе се, истите навики, сатански, себељубие, алчност, лицемерство, нељубов, похоти, себеправедност. И цитати од стихови, лажговци се тие, како рече тој, тие се лажговци, те сакам, припадници на сатанско собрание, тие лажговци кои тврдат дека се Божји народ, а не се тврдат дека се Божји народ. Значи, знаете што? Телесни дејства не те оправаат, телесни обреди. Духовно единство, соединување во Исус, само тоа ново создание е сотрудник кој сака, кој работи, живее за Исус Христос, сака да го прави тоа од срце. Веќе почнал да размислува, го бара Царството Божјо и се му се придодава. Стариот човек го оставил на крстот. Ете тоа е тоа крштение. Крстот. И го земаш својот крст. Кој крст? Исусовата патека. Исусовиот дух е духовен крст, кој те носи кон раскрсниците, да не изгрешиш по широкиот пат, да одиш по тесната патека на љубовта, да победуваш со Исуса Христа, да го проповедаш Евангелието со обувките на Евангелието на мирот. Значи, без Исус нигде не одиш, ќе ти ги измие нозете, нема да се враќаш во калта, нема да бидеш песна блоеница, ќе бидеш син Божји, кого го роди, води, обликува, учи Духот Божји, кој му дава сила. Стариот го остави на крстот, а светот е минлив. Вам ви е јасно тоа? И похотите негови, земни цареви, кои се минливи, кнешчиња на сатаната. Светот е минлив и похотите негови, желбите негови, оној што ја извршува Божјата волја, татковата волја, оној што ја извршува волјата на Отецот, да ја исполнам, останува довека. Оној што ја извршува Божјата волја,
останува довека. Многу малку, не сум сретнал христијани. Многу. Ајде да наречам, николку сум сретнал. Што ја извршуваат Божјата волја. Тој си ја извршува својата волја. И мисли дека е во Исус, се враќаме повторно на тоа. Ете, ќе видите што ќе им направам на припадниците на сатанско собрание, тоа што е сатанско собрание. Тие лажговци кои тврдат дека се Божји народ, а не се 3.9 Откровение, тврдат дека се Божји народ, а не се. Те сакам, Господи Исусе Христе, ќе направам да дојдат кај вас и да ви клекнат. Ќе дојдам кај вас и да клекнат на колена за да сватат, да разберат дека мојата љубов е спрема вас, татко те сакам. Значи, дали извршувам своја или негова волја, е раскрсница, тоа е крштение, дали останувам довека. Ако ја извршувам својата волја, значи, уште еден стих кој го ми се отвора сега, своеволно вели благочестие, своја волја има, свој замисли. И најчесто кога не се исцелуваат луѓето се тие, има некоја мисла своја, некоја своја идеја, своја. Се закоравил за неја тврдини во умот, нели? Тврдини во умот, сатански упоришта. И не ја пушта таа мисла, а секоја мисла треба да е покорна на Исус Христос, тука е целата суштина. Да му се покориш на старешината кога не го гледаш Исус. Ке им кажеш дека треба да се променат и ќе побегнат, значи ние не ги оставаме да живеат како во целофан, како сварени компири кои да ги посадиш во земја не раѓаат. Ние ги спотнуваме да се променат за да бидеш вистински Христов. Не можем јас да лажирам, да брам бројка на луѓе. Луѓето најчесто заради член на фамилија се враќаат во сатанскиот свет и ќе пропаднат комплетно. Жал ми е што морам да го кажам тоа. Подобро да оставиш едно семејство, делови, ти да се спасиш, па се обидеш да ги довлечкаш и нив. Те им подадеш рака како оној што го држев. Значи одат тие и вика носат своите гревови, илјадници луѓе со товари, торби. И ми се испушти рака и викам чекај, те вика доцна е веќе. Тогаш е доцна, ќе треба да поминуваш низ огнено езеро. Основна задача работа на Христов војник, златото се прочистува низ оган. Нели? Основна задача, тато ти е дадена таа слика. Златото дали се уништува? Не. Се прочистува, па тој вика да духот негов да биде спасен, ако делата ти се добри ќе поминат низ огнено езеро, низ оган. Ако не се ќе бидеш ќе изгорат, ќе бидеш малку оштетен за самиот да се спаси, ќе бидеш малку оштетен за духот негов. Духот негов преку тојата душа, во тој дух да биде спасен. Кога? Па се додека не кажете благословен е оној што доаѓа во името Господово, ви се остава пуст вашиот дом. Ќе видиш во пуст дом. Душа без Исус е пустина. Пуста е, синко. Пуста ти е душата, немаш љубов. А ти бараш некого да сакаш телесен и правиш идолопоклонство од него. Тој уште поголем проблем. Жена, деца, не знам, семејство, идол. Исус е тој што треба да го сакаш, да му се поклониш. Основна задача на работа на Христов сотрудник е да го шири Евангелието. Сето друго е споредно. Се. Ти ќе се помолиш за некого, ќе има материализација во состојба подобрување. Но тоа не е трајно, додека не го донесеш до Исус. Но ако не му кажеш за Исус, ништо нема. Тој ќе се врзе за тебе, ти ќе се возгордееш исцели. Те имавме случај, ме исцели, тој. И кога гледаш ништо што е полошо, нема никакво исцелување, јас го гледам тоа. Но некогаш поминуваме низ учење, гледајќи ги грешките. Знаете, верата твоја, кој исцелува. Ако не му кажеш за Исус, тој ќе се врзе за тело, ќе се возгордееш ти дар на исцелување и гревот останува, ќе се возгордееш и ти и тој што си го исцелувал. Гревот останува во 20-та, и во него и во тебе. А ти за кого си се молел, ти мораш првен да се покае. Пазите ги тие моменти, важни се да се покаеш. Зошто да се покајам? Не сум грешен ја. Ако не си грешен, оди во Бродвеј, таму снимај филмови за сатаната. Шири, прави песни со кои се слави сатаната. За кого си се молел? Да се покае, да се откаже од сатанската природа, од духот на овој свет, да им прости на сите,
Никого да не осудува, да ја прифати Божјата волја, да се откаже од техники, вештини, знаења, да се откаже од себе си стариот човек, да им прости на сите, никого да не осудува, да се поклони на Исус. И Отецот, или пред старешината на Исус Христовата заедница, бидејќи Он не го знае и не го гледа Исус, и да живее во Исусова волја. Со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелам. Ете, тоа е со срцето да разбереш. Ако ти го намалиш притисокот кон оној што ти зборува за Исус, ако е во духот, тие што се го изгладиле односот, тие растат, имаат духовна сила. А може и тие да сведочат ако даде Господ еден ден, ако даде Исус, ако им даде сила. Ја се молам за сила во целата заедница. Имавме доста исцелувања. Имаме само 2 сведоштва кои се снимени. Тоа е Бране почина, се представи пред Бог. Последните зборови му беа: Исусе, предавам се, враќам, те сакам, ќе ти помогнам да направиш радио. Исусе, Исусе, викаше, по неколку часа почина. Тој дојде. Потоа е еден наш сотрудник, Луво семејство. Те сакам, Господи Исусе Христе, љубиша, кој сведочеше за неговата сопруга Катерина, која беше безнадежна дека нема да имаат деца. Какви промени направи Исус, и го промени срцето, и ја промени крвната слика. Од една крвна слика стана друга. Крвна група. Такви чуда направи. Видете? Имаме чудо, исто така јако, се уште не сведочи. Јас те молам да го отвориш срцето, да не се плаши, да не прави дело поклонство од луѓе. Да се покајате, да ги исцелам, да викаш ката ден, да викаш Исусе, Исусе, и опет, што викаат во гора, македонците, во гора, орешек во гора. И опет да ми дојдеш, и опет да ми дојдеш. Исусе, за секогаш да ми дојдеш. Како да се покаеш? Да исфрлиш се што е дело поклонство од себе, од домот, од срцето, и понатаму до конечно соединување, свадбата со јагнето, со Исус Христос. Цитати: јас ги укорувам и ги дисциплинирам сите што ги љубам. Затоа бидете решителни и покајте се, Откровение 3:19, така да кога доаѓа некој укор, поправка што треба да направиш, тоа е подобро јас да дојдам да ти кажам со сладок збор. А потоа Исус ќе дојде со стапке, те боли нешто. Болката ке христијаните е благослов за да дојдеш до него. Гледам сега, беше еден наш пријател, сото се молев, ми се врати на старото. Не ќе да слушне. Сие има својата вера, своите адети, своите обичаи. Исус сака да ви ги открадне, нели, адетите. Така го обвинија израелците, ој сака адетите, а одредите да не ги земе. Ние ги имаме Мојсе и пророците. Исус е на помош. Тоа е дело поклонство кон Мојсе и пророците, например. Јас ги укорувам и ги дисциплинирам сите што ги љубам, бидете решителни, покајте се. Откровение 3:19, друг препев: оти што јас, оние што јас ги сакам, нив ги карам и воспитувам, и така биди искрен и покај се. Мораш да се промениш, мора да се скршат некои гранки за да растеш. Знаете, еве овде имам садници во дворот, учам како се кројат, например, дрвцата, црешата, оревот, капините, малините, како се кројат. И така ти треба да бидеш кроен, за да растат. Значи, тоа е повикан си на промена, на покајување, на умирање на грешен човек стар, да оставиш, да раскрстиш. Тоа е крштенијето во духот. Да се родиш во Исус Христос во духот, тоа е процес, трае во тебе. Не е едноставно. Но тоа е со тебе, ке те кој може тогаш, вели, да го направи ова, кога го прашуваат апостолите? Исус тој им вели: за Господ со мене се е можно. Препевот би бил: со мене заедно. За Господ се е можно. Се е можно за оној кој верува, кој му е верен, доверен. Треба да се, тој процес кој трае во тебе, треба да му се поклониш, покориш, предадеш на Отецот, на љубовта, комплетно, целиот, сиот. Исцелувањето е само дел од таа следба, свадба. Кога ти ќе го возлюбиш Исус,
ке се соединиш со Исус во духот, не е од некој слуга исцелувањето кој се молел за тебе. Исус исцелува, тој треба да те донесе до Исус, кога вистински ќе се насели во твоето срце, во моето срце. Дали Исус се насели во твоето срце? Тоа е прашањето. Значи, дали треба да му се поклониш на некој старешина на заедница да бидеш послушен, па ако е во Исус, да, ако не, а како да дознаеш дека е во Исус? Па да жеднеш, блажени се бедните по дух. Бедните по дух. Беден, жеден. Зашто тие ќе се наситат. Треба да се наситиш, да се најадеш, да ти даде духовна храна. Например, кога излегуваат од една заедница која е зафатена со мамонско, сатанско духови, тие што жеднеат излегуваат, тие што се завладеани, што се такви лицемерно братолюби остануваат. Тоа е суштината. Господи Исусе Христе, јас те молам за Твојата сила и Твоето водство во секој еден од нас. Допрете се до срцето. Татко, се покајувам за секој грев и за гревовите на моите предци. Им простувам на сите, никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја. Дојди во мојот живот. Сакам да бидам син Божи, кога го води Духот Божи. Ако имате било каков проблем, слободно побарајте, не? Ние имаме во понеделниците молитвени исцелителни служби. Ослободување во името на Господ Исус Христос, ослободување од демонско влијание, од врзување од сатански стеги, од магии, проклества, сатански работи, во името на Господ Исус Христос. Ако сакате да го примите Исус, сигурно ќе ја фрлите планината во морето, ако имате вера колку си напово зрно. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе надвор од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе надвор од мојот живот, од целата заедница сотрудници. Се предавам во Исусови раце, Македонија, заедницата, имотот, моето срце и душа. Те сакам, Господи Исусе Христе, од земјата до небесата нека екнат зборовите Исусе и само Исусе. Амин до Божиот царство небесно. Амин, прави и ти така. Таа болест не е за умирање, са слава Божја Синот да се прослави. Пријателот наш Лазар заспал, одам да го разбудам. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус ти вели. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус те љуби. Заспал тој ке стане најмил